Затворени порти, празни сокаци. Уникатниот македонски локалитет Македонско село оставен на забот на времето. Повеќе од година и половина комплексот Македонско село е затворен. А несомнено, беше една од најатрактивните и најпосетувани туристички локации во главниот град. Не само од страна на странските туристи, туку и од локалното население. На падините на Водно, на само 5 километри од Скопје, се наоѓа комплексот кој со години наназад на посетителите им ја пренесуваше автентичната македонска приказна. Сочинет од 12 тематски куќи во кои беа представени различни региони од земјава. Комплекс кој беше најпосетувана туристичка локација во градот и предизвикуваше силни емоции кај посетителите. Барем така раскажуваат туристичките работници. Имаше Тетовска куќа, имаше Беровска куќа, имаше Кумановска куќа, каде што ние имавме можност да на туристите кои што не можеа да посетат цела Македонија, тука да им објасниме како изгледа едно село во Беровско, село во Кумановско, каде што добиваа добра информација за изгледот на нашето село, што значи дека беше интересен момент и ние уживавме во тоа да можеме да им го представиме на нашите гости. Оние кои го посетиле се уште ја паметат автентичната архитектура, приказните од старите краишта, тесните сокаци и мирисот на традиционалната македонска храна во ресторанот кој даваше неповторлив поглед на Скопје. Во самиот разглед прошетката низ македонското село, ресторанот кој што имаше прекрасен поглед на градот, наместен интериорот во прекрасна македонски изглед внатре, погледот, вината прекрасни кои што ги содржаа во ресторанот, им дава посебно задоволство кое што можам да кажем дека на крај и многу тешко ни беше да кажеме ајде доволно е, ајде да си одиме. Покрај автентичните градби, посетителите можеа да уживаат и во старите занаети. Во кругот на селото функционираа работилница за филиграни, грнчарска работилница и ткајачница. Работилниците беа сместени во долниот дел од куќите, а над нив имаше и соби за престој. Во битолската куќа, например, имаше грнчарска работилница, а гостите имаа единствена можност да ги испробаат своите грнчарски способности со помош на локалниот занаетчија. Но и покрај големиот интерес од посетителите, комплексот Македонско село беше затворен во октомври 2018-та, а концесионерот тогаш се правдаше од и немал економска исплатливост да го работи објектот. Сега владата најавува дека локацијата ќе се рестартира, но според најавите и ќе се преименува, па наместо Македонско ќе стане стартап село.